5%. Потребните се... Дали министерот Венко Филипче е новиот стечаен управник на Кочанската болница, која наместо унапредување ќе донесе раскрчмување, праша на пресконференција локалниот огранок на ВМРО ДПМН. Ке ни каже ли министерот во чии раце ќе одат зградите, а каде ќе одат пациентите од источно-брегалничкиот регион, откако ќе заврши со стечајната постапка? Со ваквиот однос разбираме дека за власта Македонија не е држава. Македонија е посет, имот кој чека да биде приватизиран. Доаѓа лошо време за пациентите кои гравитираат кон Кочанската болница. Се поставува прашањето: каде ќе одат пациентите? Знаеме за богатите, туку каде ќе одат обичните луѓе кои чекаат да дојде животот? Кочанската болница е градена со самопридонес од граѓаните на Кочани и Венко нема право да одлучува за да се распродава ниту една цигла од нашата болница. Останува само министерот, подитно да ги повлече изјавите и да се зафати за работа за подобрување на условите во болницата во Кочани. На обвинувањата на ВМРО ДПМН, кочанските социјалдемократи реагираа со писмено соопштение. Лажна вест е дека ќе се затвора болницата во Кочани и дека со модел на јавно-приватно партнерство значително ќе поскапат здравствените услуги. Како што јавно објави Министерството за здравство, нема никаква можност да се затвори болницата, ниту медицинскиот персонал и докторите да останат без работа. Напротив, дополнително ќе се вработуваат нови луѓе во здравствениот систем, а јавното приватно партнерство е со цел за дополнително напредување на здравството. Откако со години систематски го уништуваше здравството, ВМРО ДПМН денес не може да се помири со развој и напредување на здравствениот систем. Не може да се помири што растат платите, што се инвестира во здравството и затоа шири лаги и манипулации. Стои во реакцијата на СДСМ од Кочани.